Среда 21 мај, кратки вести во 12 часот. На помалку од 6 месеци од 8-те локални избори во земјава, Уставниот суд ја поништи обврската независните кандидати да собираат илјадници потписи за учество на изборите, со што ќе ја направи изборната трка во Охрид уште поинтересна. Ваквата одлука сериозно ќе ги охрабри потенцијалните кандидати за независни советници во Охрид, за кои се зборува веќе подолг период во охридската јавност. Во меѓувреме, партиите ги интензивираат активностите и кампањите со кои не ни прекинаа. Бројни опции се отворени, а сите заедно најверојатно ќе имаме предвидливи и досадни избори во еден дел, но исклучително интересни и клучни во друг. Месецот мај знае да биде променлив, некогаш со високи температури, некогаш со променливо и постудено време со врнежи од дожд. Токму затоа во овој период од годината некои се во јакни, а некои во езеро. Кај ресторан и плажа кај Дивоно, некогаш на Горица 1, вчера попладне некој уживаше во езерските води. Охрид полека почнува да мириса на лето, да се надеваме дека ќе биде долго и топло, исполнето со многу посетители и задоволни гости и охриѓани. Ученикот во прва година Наум Смилевски од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски го освои првото место на 61-виот државен надпревар на млади истражувачи во категоријата автоматика и роботика, што се одржа неодамна во Куманово во организација на Народна техника на Македонија. Смилевски самостојно изработи производен процес со подвижна основа и CNC машина за пишување и механизам за машинско сечење на цртаниот дел. Меѓу употребените елементи има хардверски делови од компјутери и печатачи, информираат од училиштето. Времето денес променливо облачно со повремен локален дожд, дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.